Проблемите со собирањето на ѓубрето од Скопје ескалираа деновиве кога жителите на главниот град се задушуваат околу преполните контејнери, но финансиските извештаи на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје покажуваат дека ова градско предпријатие 4 години тонево загуби. До 2020-та предпријатието работи со профит. Податоците од финансиските извештаи покажуваат дека во 2020-та Скопски комуналец остварил профит од скоро 1 милион евра. Проблемите почнуваат во 2021-та кога се прави минус од 702.000 евра. Во 2022 минусот е 678.000 евра, а во 2023-та се прави дупка од дури 2,5 милиони евра. Минатата година комуналец завршил со дупка од 1,2 милиони евра. Извештајот за првите 3 месеци од годинава покажува дека приходите се намалуваат, а расходите се зголемуваат. Управниот одбор во јули годинава не го прифаќа 3-месечниот извештај и констатира дека финансиската состојба во предпријатието е алармантна. Тврдат дека водовод им должи над 7 милиони евра. Намалувањето на приходите во голем дел се должи на тоа што јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје не ги исплаќа редовно паричните средства на Комунална хигиена Скопје, односно месечно плаќа по многу помал износ од реално наплатениот. На оваа околност во текот на седницата членовите на управниот одбор добија сознание дека во моментот со состојба на 10.7.2025 година Водовод и канализација должи на Комунална хигиена околу 468 милиони денари и дека до денес не е ништо преземено за наплатата на ова побарување. Извештаите за работењето на фирмата покажуваат дека во 2024-та комуналец собрал повеќе комунален отпад отколку во претходната 2023-та и направиле повеќе тури за собирање отпад од претходната година. Од друга страна, комуналец не постигнува да ги исчисти предвидените површини каде што спаѓа чистење, метење и миење на улици и тротоари, празнење на корпите за џебен отпад и собирање на ѓубрето околу контејнерите. Во комуналец велат дека нема луѓе, а во 6-месечниот извештај за работата во првата половина од 2024-та констатираат дека Советот на град Скопје не им дава согласност за ангажирање работници за разлика од претходните години.